Macedonija the Great со големи букви ГР и М како кратенки. Грција си го брендираше ова име за трговските марки за производи што се прават на територија на Северна Грција. Мицотакис ова практично го кажа пред да го прими заев вчера вечер. Но нашиот премиер воопшто ова и не го спомена. Изгледа Атина си го реши проблемот, односно обврската од Преспанскиот договор, а Мицотакис поентираше дека се справил со негативностите од договорот. Се обврзав дека ќе се справиме со негативните последици од договорот од Преспа, поддржувајќи ги професионалните групации од Северна Грција за да воспостават унифициран колективен идентитет кој ќе ги раздвојува производите што се произведуваат од сега па натаму на македонска почва. Но председателот на македонско-грчката експертска група нагласува дека според Преспанскиот договор не може да се промени ништо што се однесува до трговските марки, ако нема согласност од двете страни, ама не сака да ја коментира. Не сум овластен ниту јас, ниту било кој од грчка или македонска страна да дава коментари за споменатиот слоган. За тоа ќе се произнесе соодветниот завод пред кого ќе се бара признавање. Индустријската сопственост, каде што спаѓаат трговските марки, е приватна сопственост и затоа постои одредба во спогодбата во која се вели дека ништо нема да се промени, додека двете страни не се усогласат со решенијата. Според него, времето за решавање на ова прашање, според Преспанскиот договор е 3 години од отпочнување на работата на групата, значи кон крајот на летото 2022 година. Од отпочнувањето на работата практично се поминете 4 до 5 месеци. Првиот извештај за работата на тимот, односно комисијата, владите во Атина и Скопје ќе го имаат во првиот квартал од 2020 година.